Конечна одлука дали СДСМ и ДУИ ќе формираат влада ќе се донесе во понеделник, изјави денеска портпаролот на ДУИ Бујар Османи. Тој рече дека го усогласиле текстот на законот за употреба на јазиците и дека сега остануваат две опции за негова реализација: партиципирање во владина коалиција или преку поддршка на малцинска влада. Неколку десетици граѓани се собраа денеска во дворот на Соборниот храм во Скопје за да го изразат својот револт откако што велат политичарите што сакале да ја поделат Македонија и да воведат уште еден јазик. Портпаролот на организаторот Сдруженијето Тврдокорни Драган Угриновски не дозволи никој друг освен него да одговара на прашањата, на новинарите им се закани дека ако не го почитуваат неговиот кодекс, нема да добијат информации. Медиумите во САД првиот месец од претседателскиот мандат на Доналд Трамп го оценуваат како катастрофален, посочувајќи ја изнудената оставка од неговиот советник за национална безбедност Флин и неуспешната уредба за забрана за влез во САД на граѓани од 7 муслимански држави. Аналитичарите предвидуваат дека Трамп би можел да се соочи со повикување или политичка изолација.